Благодарам. Почитувани колеги, почитувани граѓани, заменик министер, на самиот почеток од мојата дискусија сакам да истакнам дека во целост се согласувам со забелешката на мојот колега Трајко Велјановски, кој што денеска беше прв дискутант, која што беше во однос на отсуството на министерот за финансии од денешната дебата за важна тема, односно за буџетот за 2019 година, и сметам дека неговото отсуство зборува за сериозноста на работата на целата влада и сериозноста на сето она кое што треба да биде испорачено кон граѓаните на Република Македонија за 2019 година. Историски гледано, буџетот за 2019 година е најголем буџет досега, е мегаломански, буџет кој е популистички и буџет кој што дополнително ќе ги осиромаши граѓаните во Република Македонија. Но да почнам по ред според образложението на министерот за проекциите на буџетот за 2019 година, односно за економскиот раст, за дефицитот, за приходите и се друго што беше презентирано пред граѓаните, дека наводно се води добра економска политика, иако бројките покажуваат нешто сосема спротивно. Планирате раст на бруто домашниот производ од 3,5% за 2019 година. Меѓутоа, не објаснивте врз основа на кои факти и кои аргументи го базирате овој економски раст од 3,5% за 2019 година. Ако се земе во предвид планираниот ваш раст на економијата за 2018 година од 3,2%, кој што со ребалансот го коригиравте на 2,8%, а проекцијата на Меѓународниот монетарен фонд беше 1,6%, тешко дека во 2019 година ќе има раст на бруто домашниот производ од 3,5%, имајќи ги во предвид и се поизвестните гласини за нова рецесија на почетокот од 2019 година, а и можеби и во 2020 година, останува сомневањето, од тие причини останува сомневањето за можен толку висок економски раст во 2019 година. Растот на економијата најмногу го базирате на растот на извозот и тоа на ниво од 8,5%. Овде сакам да потенцирам дека извозот главно го обезбедуваат компаниите од ТИРЗОВите, од технолошко-индустријските развојни зони. Инвестиции што жестоко ги критикувавте и се уште настојувате да го маргинализирате нивното влијание, а сите гледаме дека она што ВМРО ДПМН ви го остави во наследство е функционално. Второ, ако се следат капиталните инвестиции во последните 2 години, кои што се на многу ниско ниво, а се услов за економски раст, тие во 2018 година беа реализирани само во висина од 41%. Тоа значи дека тешко во 2019 година да се случи некое економско чудо. Треба да сте искрени со граѓаните и да признаете дека ако во изминатите 2 години вие и вашиот тим не направивте ништо за граѓаните, тешко дека и во 2019 година ќе направите нешто и тоа со истиот овој тим. Буџетскиот дефицит го проектиравте на ниво од 2,5%.
Трендот на задолжување на Република Македонија продолжува и не само што продолжува, туку и задолжувањето расте. Иако задолжувањето во 2016 година беше 4,7 милиарди евра, сега во 2018 година е 5,13 милиарди евра. Или, ако Република Македонија во 2016 година беше со долг од 47% од бруто домашниот производ, сега долгот е 48,2%, а во 2019 година долгот ви е планиран на ниво од 53% од бруто домашниот производ. Иако во 2016 година се велеше дека Македонија е презадолжена, тогаш прашувам, во каква Македонија живееме денес? Ова треба да им го објасните на граѓаните и да им кажете дека живееме исклучиво на кредити и на заеми, бидејќи само така може да обезбедите плати, пензии и социјални трансфери. И дека во 2019 година планирате ново задолжување на меѓународните пазари, нова еврообврзница во висина од 400 милиони евра. Ова сте должни да им го кажете на граѓаните на Република Македонија, сите да знаат дека Република Македонија позадолжена од сега никогаш не била. Овој долг кажува за вашата визија и умешност за водење на економска политика во државата. Што се однесува до приходите во буџетот, приходната страна на буџетот ви е зголемена за 9,5% во однос на 2018 година. И ова зголемување планирате да го направите со зголемување на даноците, зголемена акциза и зголемени стапки на придонеси. Што во суштина значи дека вршите префрлање на товарот на вашето неспособно владење врз граѓаните и врз фирмите. Планирате од зголемените даноци да наплатите 7,3 милиарди денари, а од зголемените придонеси 6,1 милиарда денари. Или, со прости зборови кажано, со собирање арач од граѓаните и фирмите, планирате да го полните буџетот, а за сметка на тој арач, што ќе добијат граѓаните во Република Македонија и фирмите, воопшто не се знае. Изминатите 2 години од парите на сите граѓани во државата добија само фирмите на Заев и неговите блиски соработници, додека обичните граѓани не почувствуваа никаков бенефит. Тука секако треба да се спомнат и партиските вработувања. Што се однесува пак до планираните буџетски расходи, тие се зголемени за 8% во однос на расходите од 2018 година. Во расходните ставки со најголем процент, и то од 12%, е зголемена ставката стоки и услуги. Секогаш најдискутабилна ставка, бидејќи најтешко се следи каде се трошат парите, а за сметка на тоа има намалување на 12% во ставката на субвенции и трансфери. И овде сметам дека е честно пред земјоделците да се каже дека субвенциите за земјоделците се намалуваат. Капиталните расходи се проектирани на ниво од 26 милиарди 185 милиони 840 илјади денари, или за 8% повисоки од 2018 година, и тоа е за поздравување. Но ако се земе во обзир реализацијата од само 10 милиарди во 2017 и 9,5 милиарди во 2018 година, ова прави сомнеш дека
предвиденото тешко ќе го реализирате. Многу универзитетски професори, анализирајќи го буџетот за 2019 година, кажаа дека овој буџет има поголема или нагласена социјална функција, додека има потфрлање во развојната функција, односно дека буџетот воопшто не е развоен, што секако ќе биде проблем за македонската економија. Градежништвото, кое што порано беше двигател на економијата, бележи константно негативни резултати како резултат на запирањето или на забавувањето на крупните инфраструктурни проекти, само заради тоа што беа проекти започнати од владата на ВМРО-ДПМН, што секако дека е на штета на целата економија и на сите граѓани во Република Македонија. Што се однесува пак на расходите по функции на буџетот на Република Македонија, овде сакам да истакнам дека за 500 милиони денари се намалуваат средствата за проекти за водоснабдувањето. За 400 милиони денари се намалени средствата за култура. Од првично планираните средства од 347 милиони денари за реформи во казнено-поправните домови, средствата се намалени на 166 милиони денари. Средствата во делот на развојни програми од првичната проекција на 520 милиони денари намалени се на 257 милиони денари. Ги скративте средствата и во образованието. Пред изборите ветувавте квалитетно образование, образовен систем и најмодерни објекти, а сега во овој мегаломански буџет за 2019 година предвидувате помалку средства и тоа во клучни сегменти во образованието од предвиденото за 2018 година. Лицемерието кон учениците и кон студентите е големо. Предвидувате помалку пари за ученички и за студентски стандард, за наука, за изградба и за реконструкција на студентски домови од 2018 година. Ако за ученички стандард оваа година беа предвидени 6,7 милиони евра, проекцијата за 2019 ви е намалена за околу 1 милион евра. Учениците од ученичкиот дом во Кавадарци, почитувана заменик министерке, 3 недели немаа ниту храна, немаа ниту огрев и болни и гладни си одеа дома. Станува збор за 51 ученик во ученичкиот дом Кавадарци. 3 недели правевме напори да се надмине тоа. Вчера конечно се пуштија средства за 1 месец, за да може да продолжи училиштето, односно ученичкиот дом да работи. 3 месеци овој ученички дом нема партиципација, нема плати и во текот на годината партиципација добиваат само за 10 месеци. За јули и за август не добиваат. Таков е ученичкиот стандард на учениците од ученичкиот дом во Кавадарци, а и ширум Република Македонија. За таков ли стандард вие сите овде се боревте кога бевте опозиција? Тоа е вистината и треба да обрнете внимание, затоа што многу брзо и учениците и родителите ќе ве казнат на изборите. Што се однесува пак за студентскиот стандард, за кој што ветувавте дека ќе биде по европски терг, кратите 2 милиони евра. Кратењето е во однос на изградба и реконструкција на студентските домови. Ако се земе во обзир фактот дека и оваа година и лани не направивте ништо,
очигледно е дека и 2019 година студентите ќе ја поминат во истите лоши услови. Но затоа пак има средства за нови возила во администрацијата и тоа во висина од 340.000 евра. За здравството подобро и да не се зборува, од колапс состојба, онака како што колегите, пратеници од Социјалдемократскиот сојуз милуваа да го квалификуваат овој сектор порано, здравството помина во кома состојба. Не функционира апсолутно ништо. Нема лекови. Во 21. век нема лекови за лекување на граѓаните болни. Нема доктори. Оваа година нови 182 доктори ја напуштија државата. Со покачувањето на платите ги изигравте здравствените работници. Матичните лекари и матичните стоматолози едва и кугурат. Нема покачување на капитациониот бод. Ништо од ветеното бесплатно болничко лекување за сите. Значи, како што кажа, проблеми многу, кома состојба. Но затоа пак си одат тендерите во 4 очи и приватизацијата во здравството, за која не беше кажано никогаш ниту во предизборието. Се приватизира детската кардиолошка хирургија, во теке приватизацијата на биохемиските лаборатории, а ќе се приватизира и брзата помош. А зошто? Образложение, објаснување нема од ниту еден министер, ниту пак од премиерот на владата. Секогаш, кога СДСМ е на власт, нешто се приватизира. Зошто? Затоа што на тој начин најмногу се полнат джебовите на оние кои што ја водат државата. Што се однесува до здравието на нашите граѓани, сакам да го кажам и фактот дека околу 3000 наши граѓани на годишно ниво умираат од последиците од аерозагадувањето, кое што во нашата држава е многу високо и руши светски рекорди. Дури сме и први во Европа по аерозагаденоста, по нашата аерозагаденост. Оваа влада ветуваше чист воздух, сега дури крати и 2 милиони евра од буџетот. Наместо за заштита на животната средина, која што во изминатиот период зборуваа многу и многу овде бивши пратеници, зборувајќи за нечистиот воздух во Република Македонија, билда рейтинг, па стана дури и градоначалници, оваа влада сега и градоначалниците од Социјалдемократскиот сојуз не прават апсолутно ништо и најголем проект против загадувањето на воздухот е исклучување на мерните станици. Таква е вашата грижа за граѓаните во Република Македонија. Благодарам.